Тиквишко езеро, кое е градено 68-69, кога е пуштено во функција, немало засегнати страни. Тогаш биле наводнувањето од Тиквишки регион и вишокот од вода за производство на електрична енергија. Ама од тогаш до сега поминале 52-3 години. За тие 52-3 години се создадени многу повеќе засегнати страни. Тогаш немало 2000 кусур викенд куќи, немало ни една колиба, а сега имаме преку 2000 викенд куќи. Тие 2000 викенд куќи во нив е инвестирано, доста е инвестирано и тоа граѓаните со своји средства. Ама ако кажеме дека 2200-300 викендици по просечна цена една викендица да кошта 30.000 евра, тоа се околу 5-6 милиони евра инвестирале граѓаните во објекти, а за тоа платиле такси према државата. Со ова појава на ниско ниво на водата во езерото доваѓа до ситуација да луѓето почнуваат да ги нудат и објектите, да ги продават, бидејќи вредноста на објектите му се намалува драстично. Да се издействува нивото на езерото да не паѓа испод 160 метри надморска висина, кота 160, како што се нарекува, од максималната 169. Максимална 169, така се рачуна. А сега имаме моментално у 30 и неколку метри испод нивото. И со тоа се загрозени викендиците, немат водоснабдување за санитарна вода, немат за наводнување на дворче, на парк, на базенти, на тоалети, на така натаму. Значи се ствара и еколошка катастрофа. Потоа има проблем со рибниот фонд. Не може природен мрест да се обави никако, затоа што знаеме дека рибата се мресте, кога е природен мрест, во крајот. И кога ќе ја положи икрата, водата за 24 сата паднала 1 метро или повеќе и икрата останала на суво, на брегот, и таа е уништена. Сега сме во фаза да формираме при крај статутот за едно здружение како со цел како спасители за Тиквишко езеро, бидејќи Тиквишко езеро не е за една сезона, тоа е Тиквишко езеро е направено смислено за генерации и генерации, за векови да трае, не за една сезона да се униште. И затоа треба сите да бидеме одговорни. Обично луѓето викат не сум надлежен, не сум одговорен, ама јас ќе кажам дека сите сме надлежни и сите сме одговорни. Значи сите треба да придонесеме за тоа. Се заземавме за една бројка, кота испод која не смеја да се пушта, меѓутоа се почитуваше 2-3 дена само и толку, повеќе не се почитуваше ништо тоа. Да се заземат домашни локални фактори кои ќе имат влијание, да речеме тука пред се беспомно локалната самоуправа, градоначалник со советот, да се заземат они до надлежните органи, до Министерство за земјоделие, до ЕСМ и екологија, да се заземат до владата, едноставно да се заземат за граѓаните да можат Тиквишко езеро да се спасе, да не се униште, за граѓаните да можат да го уживат тој благо. Ние ќе се обидеме со тие радикални мерки, како да речеме блокада на патот таму кај хидроцентрала Тиквиш, на тие законски дозволени средства, ќе ги употребиме. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.